Интересот и на присуството, ние сме тука сите со една цел да добиеме вистинска информација за тоа што е план да се реализира, кои се, како што кажа градоначалникот, придобивките од тој план и исто така да ги слушнеме вашите прашања, вашите грижи, бидејќи сигурно не би дошле во волка голем број кога не би имало навистина меѓу вас одредени сомнежи во тоа прво како е избрана локацијата, а потоа како ќе биде управувањето, оперирањето со таа локација. Претпоставувам дека главните дискусии ќе одат во таа насока. Од таа причина ние подготвивме една кратка презентација која што ќе има мојата колешка Ана, која што беше со години вклучена во овој проект. Значи, ова е еден долгорочен проект со големи средства на располагање, кои што треба да има една единствена цел. Ова сега што го имаме како постапки, како операции за управување со отпад, кои што не се во согласно со високите стандарди, да се променат. И сега, по кој пат ќе одиме за таа промена, кои се сите критериуми кои што се земени предвид за да се случи таа промена, зошто во општина Берово е избрана претоварна станица, што тоа практично значи за општината Берово, ќе имаме можности денеска да го дискутираме. Со една мала забелешка на овој материјал што ни го поделивте, ви благодарам за тоа, затоа што многу убаво сте ги презентирали вашите прашања и сомнежи и тие за нас се многу корисни. Во самиот наслов стои не за депонија на влезот во Берово. Значи, нашата цел денеска, а се надевам и вашата цел, е да разбереме дека не е тоа депонија што се планира да се работи денес во почетокот на наредната година на територијата на Берово. Значи, тоа не е депонија. И сега ќе треба сите да дојдеме до едно заедничко разбирање каков е тој технолошки објект, кои се технолошките ризици и кои критериуми се земени предвид при лоцирањето на ова претоварна станица. За сега толку, а ќе бидам на располагање за одговарање на сите ваши можни прашања. Ова е почеток, значи ние ќе работиме многу интензивно со граѓаните, ќе имаме и наредни проекти и активности, каде што ќе се обидеме да дојдеме, да допреме до што е можно повеќе граѓани, за да се пренесе вистинската информација и за да не оставиме простор за одредени прашања, сомнежи и, не дај Боже, манипулации. Ви благодарам. Сега, веројатно, Маја ќе сака да се обрати, да?